Знаеш, паѓа данека, кој превари, тој товари. Може да те побара некој друг, а да се сврши. Имаш право, Бошко. Па кога мислиш? Колку попрву толку пари. Нека биде внеделя. Внеделя? Што зборуваш, Бошко? Заробај сипи написе. Тешко, Бошко. Еден Господ да ни е на помош. Знам, татко, ќе го молиш. А мајката, таа е добра и умна жена. И јас ќе ја пратам мајка. Две мајки без мене, ќе надвиде на татко. Ќе видиме, Бошко. А еве ти ги догаѓајте, Бошко. Добра ти ноќ. Твоја по-добра нече. Доаѓа ли некој да ме бара? Те бараш оној, како го вика... Ми треба џијата? Ми рече пак ќе дојде. Ќе дојде. Да речам, сака неќе. Стојан Тимин, 5 лири. 1, 2, 3, 4, 5. Од цар до самарџијата 3 лири. 1, 2, 3. Токму. Од Навко Липковски 2 лири. 1, 2. Така, синци мајчини. Овде си ти. Овде имам нешто да зборувам со тебе. Што? Ево Митре иде. Иде ли? Ај сега оди си, па кога ќе свршам со него работа, ќе видиме што имаш да ми кажеш. Услиши молитву раба Твоего, Господи, Господи, милостиви, Господи, помилуј, помилуј, Господи, помилуј, амин. Помози го каже. Чек малце Митре, да ја свршам молитвата. Услиши ми ја, Господи, помилуј, помилуј, Господи, помилуј, амин. Сега Бог ти помогол, Митре? Не помогна Аџијата. Па, знаеш како се вери. Помогни си сам, да и Бог да ти помогне. Не може, Аџи, се мачам, се печам. Ништо не стигнува да те стопам, те молам да почекаш по некоја недела. Ама уште ли да те чекам? Што е тоа од тебе? Па, знаеш, Аџи, овие куки со деца, а работа слабо се плаќа. Занајатот кудри на нас, младите фатијата на останија лиштата, како ги
ликвата да ми ја платиш. Ајде, ти давам уште 2 недели. По 2 недели да ми ја платиш сета ликва, ама ми пара покусо и ни еден ден подосна. Ама ако нешто не стигне? Ме видели како што реков, ќе те дадам на суд. Погукнината со тело ќе ти ја продадам. Нема раđe, нема да му се осписо се маđe. Уште чере клира. Многу раđe, многу куке, жени, деца, многу. Ај сега, не прави джеба, толку ти е. Тефтер со есакова, играчка не е. Арно раđe, прошти го и седи се здрави. Со здравие Митре, немој да заборавиш да речам во пиењето. Не раđe ни во пиењето, ни во спиењето. Ни во пиењето, ни во спиењето. Така си, синко мајчин. Што? Си отиде на човек? Си отиде, па што? Едно кафе да му сваревме? Му сварив јас кафе, да речам саде кафе. На Митре Тадонки уште чере клира лихва. Ете му го кафето, нека му е на здраве. Сега да видиме ти што имаш да ми кажеш. Па нешто за леч. Што? Уф, вега нога скршила. Ке би го скршам разговор. Мирс, поври, Седи. Да седнам. Туку кој знае што се вели, имате да се зборувате. Демек, тоа сакаш да знаеш. Седни па ќе чуеш. Не сум дошла да слушам, но да зборувам. Имам нешто за Ленче. И ти за Ленче? Демек, и вие сте зборувале за нея. Само што почна ова. Како си почнала, така нека си и продолжи. не ја сакав само онака. Она, нас. Ако, ама тоа не е правда. И се криеш од неја, како да сум некоја туѓа. Јас не кријам ништо. Молчи, молчи, уште имаш уста да се браниш. Не криеш, туку не кажуваш. И па јако криене, се ли треба да ти се каже? Така, и ти ја правиш. И ти на изидната страна ја држиш. Така, држи се за полото джеб. А сестрата, кој ти ја пакари пак неа. Та што дека сум ти сестра, та што дека се вели, на еден скут сме растели и едно млеко цицари. Ама што фрлаш толку крупни зборови за ништо? За ништо, за ништо не ме слагате и не ме прашувате. Тоа било ништо, како да си некоја сотечка или не знам како. Не би ја срам да се засрамите. Леле Мирсо, па немој така. Ама си дошла ли ти овде да се караш? Ти реков јас зошто сум дошла. Имам нешто за Ленче. Ајде кажи. Да ти кажам сладок брат. Туку ми е жал. Неќе ти израби. Не ми се веруваше на мене тоа кога ми го кажа од неа, од нашето Ленче да изнесе тако нешто. Ама кажи еднаш, доста го завиткува. Се сака, има љубовни. Што? Се сака? Со кого? Кој тој? Кој? Ми е срам дури и да ти кажам. Кажи го кој е? Никој и ништо. Бошко Еври. Што? Со тој пурија. Таа чиска гетка. Вистина ли е тоа? Вистина е, туку нема ништо лошо во тоа. Таа си има само
да ја продалите? Малце е продалетина, ама пак е поерен од оној бурје. Зошто поерен? Зашто е побогат, зашто е од фамилија, од куќа. Пак оној Бошко да е поерен. Да не сакаш за него да ја дадеме, во каква куќа да ја пуштиме, во плевна, со колку да се засватиме, со евро кварталка. Јас поверно од вас би се одродила, отколку со неа да се засватам. Ставете тоа што не бива, да видиме со Чорбаџи Стојко. Може веднаш да биде работата. Се до тебе стои, ако сакаш. Ама јас и сакам и не ќам, не знам ни сам. Треба да знаеш, зашто после може ти да сакаш, а тој да не иде. Ако чуеш да се зборува за Ленче, а сега треба да се каже само еден збор. Додам веднаш. Оди. Леле, Трајко, што направи? Така те сакам, брату! Ја што правам, а таа ќерка ти? Па да, како секоја друга девојка. Не смее таа да биде како секоја, таа аџиска ќерка. Аџиска, кава аџиска? Зарем девојка во тие години не може да си има мера по срце. Мера. Море, би го искувал јас тој мерак. Да речам заедно со срцето. Мерак има кого, даде бурја. Каков и да е, за неа се јави. Па не ли си го мислела? Па оној досе. Ич не го ни да го види. Ако опцина се зеле така, па пак си живеа, а меракот не може да биде во немаштина, како цвеќе во мар, кога ги нема ни мед, ни леп, меракот ќе го снема уште во медениот месец. Ама оној досе ич не наспроти нашето Ленче. За нашето Ленче треба момче онака убаво, младо. Младоста и убавината се за време. И ти беше некогаш млада, убава. Погледни се сега какви си. Арно. А се гледаш ли ти каков си? Па и јас сум остарел малце. Остави сега тоа Трајко, туку да држи помиса, да се врати. Тоа е свршено. Ајде сега кажи на ќерка ти како што е рек. Мајко, о, ќерко, не ме дава. Те дава, ама за друг, за досета. Леле, за него. Не, мајко, не давај ме. Оди, зборувај му. Му зборував, ќерко, му зборував, ама не ги да чуе. Оди пак, гледај како стоеш. Златна мајко, братот дори не излегол. О, Боже, јас сирам. О, тук е прво. Тук е прво. Ленче. Што, сестра, да знаеш што ме најде. Знам, сестро. Ленче, прости ми, Ленче. Што да ти простам толку. Што си ми ти крива. Крива сум ти, сестро, многу сум ти крива. Зошто? Оф, тешко ми е да ти кажам. Кажи, Долу, кажи. Јас го лажев тој мурги од досе. До секоја вечер ми даваше по нешто за јадење. И ти си земал. Зема, раката да ми се исуши и го лажев дека ти примаш, а сама се јаве. Да ме изеде троглава. Зошто? Само за јадење. Само таа пуста лагомост. Таква сум, изешлива, болка да ме изеде дрчна. Само за јадење сум мислела, а за ништо друго. Затоа го лажев тој мужбо, дека ти го сакаш. Зошто ми е живот? Да се убијам, Долу, со да ги испијам. Гори многу, сестро. Ке рипнам од балка, Високо е, ке рипнам буда. длабоко е. Јас да сум на твое место, нешто друго би направила. Што дам ти, што кажи? Би побегнала, Мислиш што е полесно? само ако сакаш. И тој ако сака. Тој, а татко, мајка? Остави ги нив. Размисли за тоа, Ленче. Размисли убаво, сестро. Ке те оставам насамо порано со нив. Да бегам, бегалка, да поругам татко и мајка. Оф, што ке правам? Леле, Ленче, ти уште плачеш. Немој, Ленче, немој. Очите во созе ке ти истечат. Не, змејки ги испијат во гробот. Леле, Ленче. Ке ти умра, мајко, ке ти умра. Нече да мајкина не. Наместо венец, крски ми целиваш. Леле, Ленче, што е тоа што зборуваш? Ке ти умра. Зарем не ти жала за мајка? А тебе, мајко, што не ме браниш? Брани ме, мајко, брани ме. Кога не можам да мајкина. Така те било пишем. Божја волја. За таква волја, Божја волја.
кој да мисли за тебе. Знам, тате, дека ти мислиш за мене. Туку за ова треба и мене да ме прашаш. Што? Тебе да те прашам? Од тебе да земам? Ти мене ќе ме учиш? И само Збери го тој јазик. Зарем ако го пуштиш уште малку, ќе ти го искувам и на кучиње ќе го фрлам. Леле Трајко, па јас уште нешто не сум ти кажала, татко. Уште не сум прозборувала. Нема што да ми кажеш, знам што ќе ми кажеш. Ќе биде како ја што рекам. Сврши новото. Ајде сега оди изготви се, а кога ќе дојде свекор ти, за нишен да излезеш весела и насмеана, како што им прилега на аџиска керка. Ајде оди. Да излезе весела и насмејана. Ова ти е Боже мой на грлофон. Па да го курдисаш колку што сакаш, а не човечко срце. Човечко срце поарно се курдисува и од грлофон и од цап. Срцето осеква, ако го стиснеш повеќе ќе се распукне. Да ти пукне и да ти тресне. Ти ли мене ќе ме мудруваш за кокошка пеење и за жена мудрување? Не? Јас не мудрувам, туку ти. Ова што го правиш ич не е наарно. И ако не се тргнеш, не лошо ќе излезе. Ајде мори, немој да ми ковиш овде како утка. Не лутај се, Трајко, не викај. Туку размисли малку. Не може да може и на животот да се посегне. Со тоа ли ќе ме плашиш? Ич немам чи збор за тоа. Пурно си покажа. Далто по-добро е. Повеќе, секу. Како сте, што правите? Ајде смеј го сполај Богу. А вие како сте? Вие се чудите јас во вашата куќа. Зошто е едно? Па нашата куќа е отворена за секого. И јас така мислам. Си имате керка да ви е жива за мажење, а на девојки на брата се вели дека секој има право да почука. Ако си можела да помислиш за тоа, Зошто, Аџија? ще прашуваш. Каде е нашата куќа, а каде е вашата? Па малку се далечку. Туку как се наземи овете? На земјата, туку далеку, како од земјата до небото. Што сме ние, а што сте вие? Па и ние сме луѓе. Има луѓе и луѓе, ама секој да си бара она што е за него, она што му да речам прилега. Па јас мислам син ми прилега на керка. Млад, здрав, убав, како? Така џамбазите на пазар ги фалат, а то види и магарињата. А кога се прашува за човек, се прашува од каква фамилија, што има. Син ми со тоа не може да се попаѓа. Татко му беше сиромав.